лична за да ги духот да им го кренам на играчи. Ти дојде од Австралија, се патува, колку сати се патува, Чичко Домчев? 24 сати во авион. Да дојдам, љубовта према Вардар никош нема да ме напушти. И ја чувствував дека требам да бидам на тој да се радувам, меѓутоа да им помогнам со моите зборови, да ги охрабрам. И сега ја на место да се радувам минатиот пат на утакмицата, што станавме куп победници после 18 години, јас дојдов во ситуација да тагувам од оноа што се случуваше таму. И за мене неприфатливо. За мене неприфатливо да нема единственост бар во тие моменти. Тој момент да биде момент одлучувајќи за Вардар, за комитети и за управата. Меѓутоа, тие се отидоа. Јас добив печаток дека нешто не е во ред. Тие комити што ги стварав ја како 12-ти играч. Јас кога бев тренер у прва лига на Југославија, по 8 души пуштав во собликувална. Да влезат, да седат и да слушат. И да ги охрабрувам војводите, фудбалерите и на комитите, да им речам да помагаат 12 играч. Комитите се 12 играч. Ама еве сега комитите го сакаат клубот, доаѓаат да го поддржат клубот, но за љубов треба двајца. И за кавга треба двајца. Така е, токму така. Како таа нишка да се направи малку, веруваш ли ти дека може да се направи нешто? Треба, не дали верувам. Треба таа нишка да постои. Јас сепак мислам дека ќе дојде моментот, многу скоро ќе дојде моментот, да си потадат рака едни на други, да се чувствуваат и комитите почитувани дел од клубот, и играчите да даваат максимум и заради Вардар, и заради комитите, и тоа е голема помош што ја даваат они. И затоа надежта моја никош последна ќе биде да ме напушти, со надеж дека ќе се овие недоразбирања ќе бидат минато и дека за доброто на Вардар ќе бидат единствени и комитите, и председателот на Вардар, и играчите. Значи, играчите да не бидат сами, комитите да бидат почитувани, а да им признае управата, да им признае придонесот што го даваат комитите. Останува мојата надеж дека и ја ќе го молам председателот, премиерот, да ги прими и да ги чуе. Од овие работи што ги чув од нив, мене ми беа непознати заради тоа што односите како се развивале не знам ја. И една дигресија ќе направам. Многу е слична со ситуацијава наша Вардарова. Две мајки, едно дете. Едната го кради детето. Вели мое. А другата правата мајка, природна, биолошката мајка, вика мое. И никој не може да пресуди чие е детето. Оти љубовта и едната и другата, ама не е истоветна. Отат кај Соломон. И му кажуваат на Соломон. Едната мајка вика, тоа е мое дете, биолошката. Таа мајка што го зела
И таа била со љубов, не го зела туку така детето. И слуша Соломон, и слуша и се мисли. Вака вика ќе не правиме, гледам и ти го сакаш детето, гледам и ти го сакаш детето. Бидејќи двете го сакате детето, ај вика ја ќе го пресечам на пола, едно ќе си земеш ти, едно таја. Мајката биолошка не дочекала, рекала не е моје детето. Само да остане живо. А таа другата што не било нејзино, си помолчала. Значи, правата мајка рекла не е моје, само да остане живо. Таа љубовта нема мерка, нема мерило. Чувствата немаат мерило. Во случајов овде, сите го сакаме Вардар. Меѓутоа, тие што го сакаат, и во нешто мора да попуштат. Оти, компромисот е решение за овој случај. Го спомнуваш, Чичко Дончо, Соломон, и тоа е познато соломонско решение. Тоа е токму така. Кое е соломонското решение тука? Не може да не попушти извршниот директор, не може да не попуштат комитите, ама еве не бива. Еве ова што се случи на последниот куп, кажува дека до толку многу е завојувано, до толку многу се почувствувани навредени едните и другите, двете страни, едната и другата, што нас ни останува само желбата и вербата, зашто сакаме детето да не се подели на пола, да остане живо. Така е. Сега, ја сепак мислам дека времето лечи се. Ќе дојде до сознание и едните и другите дека не е наисправен нивниот став. И мора да го усогласат и едниот и другиот став, за да оди Вардар понатаму. Тоа е неминовно. Јас ќе кажам што може би нешто некој не знам како ќе го разбере, ама сега вака разговорот со тебе ми доаѓа. Сите ние имаме животен век. Ти да си ни жив и здрав, си со 90 години. Јас сум со 50, Мијалче е со 60 и кусур. Еве го Петар, младо момче, 14-15, тие деца млади комитчиња, по од 15, 20, 30. Извршниот директор, 60 и кусур, 70 колку има. Вардар е... Колку години е Вардар? Официјално основа... 47 е основа. 47 овој Вардар. Некој велат и предходно, нели, ама 47. Македонија предходно. Ние сите си одиме од овој свет. Вардар нема да си отиде од овој свет. Значи, останува на младите. Можеме да водиме инат и да отидеме во историјата како некој што ќе го паметат по добро, ќе го паметат по лошо, ќе го паметат по успех, ќе го паметат по неуспех. Сакале да признаеме ние или не? Сегашно во раководство на Вардар го освои купот на Македонија после 18 години. Но сакале ние да признаеме или не? Да не беа оваа другата страна, што се вика комити. Сегашното раководство немаше со што да игра за да го освои купот. Значи, тие деца, кои што сега се на завојувана страна со раководството на Вардар, да не биле, немало кому да му биде овој раководство. Затоа нема да должам многу, ќе речам, таму има деца од 12, 13, 15, 18, 20 години, кои што ќе не надживеат сите нас. И тие ќе си го имаат својот Вардар. А ние повозрастните да се надеваме и да веруваме дека можеме да доживееме да биде таа спојка повторна. Што ни останува друго? Немаме моќ, ниту политичка, ниту никаква, за да нешто повеќе направиме. Не е добро, нека се вразумат, нека најдат некое решение. Никој не бара никому, јас не верувам дека некој ќе се извини. Нит комитите ќе се извинат на раководството, нит па раководството ќе се извини на комитите. Ако има искрена љубов за Вардар, ќе биде како Соломон со двете мајки. Така е. А ако нема, нешто не штимало. Да бидеме живи, здрави
да бидеме позитивни, да веруваме дека ќе надвладее умот, разумот, љубовта, да Вардар остане Вардар. Јас сум рекол, Вардар е локомотива, влече 100 вагони. Вардар не е исто како и некои тимови од вчера некња, па да викаат таму, исти сме. Никогаш никој не може од овие тимови да биде ист со Вардар. На Вардар минатото никој не може ни да го сонува, а камоли да го стигне. И затоа таа локомотива треба да се одржава. Оти квалитетот на фудбалот Вардар го има. Тој е основниот продукт кој што може спортот, фудбалскиот спорт да го одржи во Македонија. Тоа е, Наташа. Ти си тука да направиш се, да помогнеш да се види големата слика за Вардар, а големата слика за Вардар е фудбалерите да дадат гол, да ги поздрават навивачите. Така е. Раководството да се израдува, Така да се е. поздрави. Ете, тоа е тоа. Да се наполни Јужна, не само навивачите, комитите на Запад, да се наполни Јужна. Да дојдат тие дечиња како јас кога сум била дете, кога ме носеле за раче. Да гледаме. Дај Боже да биде така. Дај Боже да доживееш и ти, Чичко Дончо, тоа го и викам, јас. дај Боже. И јад ќе имам у душата. И ќе отидам од овој свет, ако Вардар не стане пак. Тој што беше. Оти многу жртви се дадени. Многу жртви. Затоа, за да се упокојам јас, со мирна душа да видам дека Вардар е единствен. Со комитите, со управата, кој повеќе помага, кој помалку, важно сите да помагаат. Тоа е мојата желба. Фала ти, Чичко Дончо, ме расплака. Ами јас тагувам, Наташа, и ја тагувам.